За овие 100 дена сите вие имавте прилика да ја видите разликата помеѓу ВМРО-ДПМН и Социјалдемократскиот сојуз. Граѓаните видоа што значи неспособност, лаги, понижување и хаос, кои се единствените придобивки од 3-месечното владење на Социјалдемократскиот сојуз. Граѓаните од друга страна знаат што значи програма и проекти кои се реализираат во нивна полза. Затоа граѓаните на 15 октомври ќе ја запрат деструктивната и неодговорна политика на Зоран Заев и ќе отпочне крајот на овој неспособен режим кој и економијата и институциите ги доведе на работ на колапс. ВМРО-ДПМН, како и секогаш, е на страна на народот. ВМРО-ДПМН, како и секогаш, политиките што ги води и одлуките кои ги носи единствено во полза на граѓаните. Затоа, согласно направените анализи и согласно статутот на партијата, а водени од приоритетот на граѓаните да им понудиме најдобри кандидати за градоначалници, Извршниот комитет на ВМРО-ДПМН донесе одлука да му ги предложи на Централниот комитет следниве кандидати за градоначалници. И тоа: за Прилеп Маријан Ристевски, актуелен градоначалник на општина Прилеп; за Брвеница Стојан Тодоровски, долгогодишен активист и председател на општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН. Инаку господинот Стојан Тодоровски е угледен граѓанин и посветен на потребите и барањата на граѓаните, кои секогаш знаел да ги артикулира и да ги презентира како на локално, така и на централно ниво. За општина Демиркапија го предлага Извршниот комитет господинот Трајче Димитриев, иначе актуелен градоначалник, за чија успешност говори фактот дека неколку избори поред ја ужива поддршката на граѓаните на Демиркапија. За општина Новаци Извршниот комитет го предлага господинот Лазар Котевски, инаку актуелен градоначалник кој што успеа општина Новаци да издигне во редот на најуспешните општини во која граѓанинот е на прво место. Инфраструктурно ова општина може да се мери со многу други урбани општини во Република Македонија, што говори за подигнатиот стандард на живење на граѓаните. За општина Ѓорче Петров, ВМРО-ДПМН, Извршниот комитет на Централниот комитет ќе го предложи Владо Мисајловски, успешен министер за транспорт и врски, поранешен државен секретар во Министерството за надворешни работи и исклучително успешен директор во Агенцијата за државни патишта. За општина Гостивар Дафина Стојановска, за општина Тетово Горан Мануеловски, инаку актуелни пратеници во Собранието на Република Македонија, за кои мора да напоменеме дека станува збор за честни и посветени кандидати кои својот придонес за граѓаните сестрано го даваат како пратеници во Собранието со конститутивност, но и конкретни мерки и проекти кои ги предлагаат за својот град и за своите сограѓани без разлика на нивната етничка, политичка или верска припадност. За општина Радовишт Извршниот комитет на Централниот комитет на ВМРО-ДПМН ќе му го предложи господинот Сашко Николов, инаку актуелен градоначалник, долгогодишен активист и градоначалник кој посветено работеше во изминатиот мандат во реализација на својата програма која што изобилуваше со огромен број реализирани проекти од патната, водоводната, канализационата и комуналната инфраструктура на општината. За општина Вевчани Извршниот комитет на Централниот комитет ќе му го предложи господинот Светомир Угриновски, инаку актуелен градоначалник на општина Вевчани. Општина Вевчани, каде што имаме еден навистина исклучителен кандидат за градоначалник и поранешен градоначалник на оваа општина, која една од најмалите општини успеа да ја стави на мапата на најголеми туристички и културни дестинации на државата, зашто придонес има неговата досегашна работа и посветеност на подигање на условите за живот. Инаку ВМРО-ДПМН се водеше исклучително според личниот и професионалниот капацитет на кандидатите, нивниот досегашен придонес, но и визија за локалниот развој во општината во која се кандидира. Сите кандидати уживаат углед, кредибилност и поддршка помеѓу граѓаните, што е гаранција за напредок и реализација на бројни проекти во интерес на локалната заедница. Кандидатите кои ги предлага ВМРО-ДПМН со својата посветеност, одговорност и темелност во работењето ќе придонесат кон подобрување на реалните потреби на граѓаните, унапредување на комуналните услуги, подигање на нивото на квалитет на инфраструктурата и континуиран просперитет на општините кои ги водат или ќе ги водат во периодот кој што доаѓа. Доказ за тоа се обемните програми кои во соработка со граѓаните и со врвни експерти се изготвуваат, а кои ќе значат нови дела за сегашните, но и идните генерации. Ние нудиме концепт на работа, честност, отчетност и одговорност. Ние, за разлика од Социјалдемократскиот сојуз, не нудиме лаги и манипулации, кои на крајот од секој мандат се паметат како нереализирани ветувања и празни зборови на хартија. Почитувани граѓани,
Овие избори не се само избори на кои граѓаните гласат само за свој градоначалник и локална власт. Овие избори се шанса катастрофално да се казнат штетните и антиреформски политики на неспособната влада на Социјалдемократскиот сојуз. Гласот на локалните избори е отворање на можноста да се казни Социјалдемократскиот сојуз, кој после скоро 100 дена предизвика таков хаос од кој последиците ќе се чувствуваат и во наредните години. ВМРО ДПМН и на локално и на централно ниво секогаш потврдило дека е опција која тоа што ќе го вети, тоа и го реализира. За нас стојат дела, за нас стојат резултати. Овој успех и концепт ќе го продолжиме и на следните локални избори, која ќе ја прокнижиме и новата победа. Заедно со граѓаните, заедно со работниците, заедно со младите, заедно со пензионерите, заедно со сите граѓани на Република Македонија која оваа татковина им значи. Со локалните избори на 15 октомври почнува падот на оваа неспособна власт. Само со масовно излегување и гласање против Социјалдемократскиот сојуз на 15 октомври ќе започне крајот на овој хаос. Само тогаш народот ја има моќта во своји раце. Поразот на Социјалдемократскиот сојуз на локалните избори не само што ќе биде јасен сигнал од народот за неговото незадоволство од лагите, негрижата и неодговорноста, туку ќе отвори и можност и потреба за предвремени парламентарни избори. Ви благодарам.